На синоќешната владина седница е Проценетата констатирана инвестициона предлог вредност за одлука за изградба престанок на на овој градоначалничкиот објект мандат на изнесува Благо Бочварски, а денес 400 веќе е доставена до претседателот на собранието Талат Џафери, кој е надлежен да ги распише изборите за градоначалник во Штип. Според министерот за локална самоуправа Горан Милевски, тоа значи дека доколку се оди според законските термини, првиот круг ќе биде на 13 а вториот на 27 декември. Но оваа информација се коси со сознанието на заменикот градоначалник Јане Миланов, кој денес за Емнет објаснува дека најверојатно Штипјани на гласање за градоначалник, но не и за нови советници, ќе излезат порано, односно во ноември. Законот во моментов не предвидува вонредни локални избори со кои би се скратиле роковите, но се ќе зависи од одлуката на претседателот на собранието, како и на Државната изборна комисија. Диновиве штипските советници се очекува да изберат ВД градоначалник, но според сознанијата на Емнет, неговиот избор најверојатно ќе биде повторно именуван како Јане Миланов. Партиите на терен го испитуваат расположението за можните кандидати за градоначалници, а првичните сондажи потврдуваат наклонетост на гласачкото тело за еднопартиска конекција помеѓу локалната и државната власт. Граѓаните, новата локална власт, градоначалници и советници ќе избераат на есен наредната година, а до тогаш се очекува и да бидат изгласани низа на закони за продолжување на процесот на децентрализација, но и за првите отворени советнички листи.